Кров кој протекува из зграда во која за 50 години е реновиран само тоалетот. Ваква е сликата на зградата на Штипскиот театар. Како што посочи сегашниот директор Филип Стевановски, ситуацијата е лоша, но се прават напори за реконструкција на оваа зграда со цел представите да се одржуваат на едно пријатно и ново место. Но дополнително во лоша состојба е Штипскиот дом на култура. Нема соодветно грејење на најголемата сала која има над 600 седишта и истата не е во функција од месец ноември до месец март. Значи целиот центар за култура допред месец и пол можеше било кој да влезе, тоа беше јавно веце, можеше да си влезе било кој во големата сала, било кој во која канцеларија. Сега малце ставивме во тој поглед ред, значи да се знае кој влегува, кој излегува. Имаме систем, нели, за влез со картици како секоја модерна институција во 21 век, тоа го инсталиравме последниот месец. Така да, значи се ни е под клуч, салите се е под клуч кога нема потреба да биде, нели, отклучена, гремиорните исто така, и сега се води некој ред поголема и за хигиената, бидејќи ако текувно ги чистиме работите кои што ги користиме, многу полесно ни се движи него, например, секоја просторија која што е отклучена и секој може да влезе и да види. Изминатиот период променета е влезната врата на Штипскиот дом на култура, со што се поместуваат работите од мртва точка. Како што вели Стефановски, се работи со целиот тим за да се подобрат работите, но и самиот простор во домот на култура и во театарот. Мене ме повеќе ме загрижува домот на културата, бидејќи искрено и реално домот од периодот ноември до периодот март е под клуч. Немаме никакво грејење. Тоа е не од сега, него со години наназад, така да ме загрижува тој проблем, бидејќи тоа е многу поголем простор, таму собираме 618 седишта, каде што, например, за да се стопли тој простор и таа огромна сцена и таа огромна сала е навистина голем предизвик, можам да кажам, самото музичко, пошто јас доаѓам од музичкото, знам на кој начин ја греевме салата за да го направиме на новогодишниот концерт, така да сето тоа е, да кажам, значи делумно може да се стопли. Ме загрижува тоа, искрено се надевам исто така во план и реконструкција на таа сала, така мислам дека има веќе изготвен проект и само, нели, се чека моментот кога ќе биде, и ако се случи тоа наистина ќе биде добра работа. Во периодот кој следи треба да се работи на вработување на нов кадар, бидејќи голем дел од вработените одат во пензија, а нивните места остануваат празни.